да се искажа македонски за она што се случува во двете книги. Тематиката и во двете книги би ја обединила како доста потресна и доста далечна за нашиот цивилизацијски круг. Имено, ние знаеме нашата почва што се случи со еврејската заедница за време на Втората светска војна и како, да не се навраќаме толку на таа тема, знаеме како беше дека понатаму немаме некакви влијани, некакви судбини кои што би можеле тука да ги разработиме. Но японска почва не е така. Значи, она што го преживувале локалните припадници на еврејската заедница, она што го преживувале, оние што преживеале, оној страв кој што не можеме да го поимиме и што јас би го поставила како прашање понатаму на авторката, мене ми беше неразбит. Значи, не можев да проникнам колкав е тој страв и потреба да се крие потокот. Сето тоа провигува низ двете книги на многу различен начин, бидејќи личностите се многу различни, но самите мотиви тера, како што ја кажа, тера дури човек и да се расплаче, значи да ги преживува тие сцени, да преживува нешто што нашата цивилизација и култура имала своји упадоци, имала своји тажни моменти и грозни моменти, невесели моменти, не знам како да ги наречам, што е со некои неутрални епитети, но тоа што се случувало на тие терени, таа хајка, таа омраза, тоа е нешто неописливо. И уште еднаш ке се заблагодарам за дадената доверба, се надевам дека ова ќе не заинтригира да прочитате, и едноставно да го засведочите како тако, бидејќи потребата да се знаат тие факти е огромна. Но сепак треба на некој начин да се релативизираат и да се заборава дека стокава страх и стокава омраза не може да се поднесе жена. Благодарам. Сега, како што кажа организаторот, и даваме збор на авторката. Јас ќе преведувам консекутивно, зашто ќе зборувам на полски. Според избор како да е концепирано дали за двете дела еднаш или за едно, па за друго, а потоа ќе пристапиме кон прашањето. Trudne zadanie. Тешка задача. Może opowiem Państwu, jak wybieram bohaterów swoich książek, albo też jak oni mnie wybierają i dlaczego większość moich książek jest rodzajem spotkania z drugim człowiekiem, czy też lustra drugiego człowieka. Сакам да ви кажам како јас ги избирам моите херои на моите дела, или поточно како тие мене ме избираат. Значи тоа е една средба, гледање во огледало, едни на други.